Здраво на сите, добредојдовте во најновото и свечено издание на ЈЗ. Моето име е Ѓорги, а ова се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје, конечно во живо, Донев, Кате и Тромбе. Како сме колеги, што има ново? Одлично. Како за прв пат сите собрани заедно вака со маски, мислам дека е добро. Лично супер, мислам да технички ова е првата епизода кај што сме сите заедно во живо. Да, и ова е епизода и мислам причината зашто сме сега сите ужива бидејќи на денешен ден излезе првата епизода на ЈЗ пред цела една година. Не знам колку, 60-70 епизоди веќе in the making, конечно во живо. И сакавме да се собераме овде да поразговараме за изминатата година и што планираме за иднина. И мислам добар почеток би бил Донев ти да ни кажеш како уствари дојде името Јустинијан Збори, сега ние си го викаме ЈЗ. ЈЗ, првичното име на Јустинијан Збори некако дојде онака рандом во разговор како да се вика подкастот. И бидејќи како сите сме од Правни факултет Јустинијан први и како зошто на Јустинијан Збори. Бидејќи чисто после мислам дека се извела на филозофска причина зошто Јустинијан Збори, затоа што нели како дел од академската заедница, како барем моето чувство е дека нашите академици и генерално интелектуална елита не учествуваат доволно во дискурсот, па затоа тоа отвора као супер може за ние како студенти да се произнесеме во однос на големите прашања и на дневните прашања кои што не засегат и општо. Да, ЈЗ беше интересно, баш у исто време се погоди формирањето на УСС, формирањето на различните комисии. УСС е едно од нив студентскиот медиум, кој што нели го кристивме авангарда, а и втората, мислам, уште поважна причина беше локдаунот, или кога се сите бевме затворени дома и се сеќавам баш разговаравме ја и ти, го спомна Тромбе дека и он имал идеја и сакал да се приклучи вакво нешто. И така тројцата седнавме и правевме муавет за Берни Сандерс и Америка. Тоа беше надежно време кога мислам дека короната ќе се стрпеме доволно за да во изолација за некако да издржиме и дека Берни ќе беше председател, но идеја Да, ја овде би ја прашал Кате, пошто Кате ти ни се приклучи септември, октомври некаде. Така. Кој беше твојата прва реакција? Пошто се знаеме сите дека доста време од кога сме почнали на факултет реално, сите сме дел од студентската организација на Правен. Која ти беше некоја твојата прва реакција кога ние ја извадивме првата епизода? Траеше, by the way, саат и 46 минути. Да бидам искрена, доста покасно ја слушав. Да не те лажемо. Да, отприлика така. Чекаше да ни биеш гостинка за да не слушам. Најискрено да. Устари ми стана многу драго ЈЗ кога дојдовме со Ната да разбориме за феминизмот во Македонија, за ССО и за слични теми. Затоа што некако ми се споја сите работи што ја сакам, по активизмот за сексуално и репродуктивни здравје и права, по феминистичкиот активизам, со студентскиот живот, студентскиот активизам. И така ми дојде една убава комбинација на сите. И затоа решив да вистински почнам да ги слушам ЈЗ и да ви викам супер студентски и да слушам. Пошто мислам до тогаш си имаме ние некој наш интерен чат, ја ќе ставам епизодата у чатот и сите се као или ќе реагираат на пораката или ќе ме остават на син. Ама лајкови имаш на Инстаграм, по Фейсбук, ама ретко, мислам, не знаеш кој уствари те слуша. Мислам дека еден од начините како барем ова изминатата година, не знам, луѓе не слушале тоа што ги викаме на подкаст и друга тоа почнува да ни бидат слушатели на самиот подкаст. Ама да, интересно. Тромбе, ја тебе ќе те прашам, која ти беше твоја некоја прва замисла кога започна целиот овој проект? И дали мислиш дека гледаме една година наназад, како сме, како од самиот почеток до денеска, крај на
март, почеток на април, кај сме стигнале до се. Така, значи мојата прва замисла со ова беше прилично слично со како и испадна. Значи јас прво ја замислував како тројца колеги од факултет кои што многу сакат америчка политика и политика in general и си седнува тројцата и си зборат на некои теми кои што ни се Барни. И ќе викнат гости кои што ќе зборат на такви теми. Мислам дека прилично ја задоволивме мојата замисла првична што ја имав, ама од тогаш до сега сме прилично сменети. Како и во контент, значи немаме само за политика, имам за најразлични работи, што е многу добро. И ричот ни е зголемен, сепак поголема публика не следи сега од тогаш, а и самите ние сме многу подобрени во начинот на како ги водиме работите, како разговараме. Јас, пример, лично, едно од моите најголеми стравови што беше на почеток од јавно говорење ми се елиминира од тоа, што е многу позитивна работа. Сите имаме така. И друго мислам дека као тотално откривме као некој затскрит дискурс со епизодата за Берни, бидејќи имаше доста реакции, пошто испаѓа дека луѓето имат став околу Берни, не само ние. Тоа ми беше прејако, која, не знам, не помина ни 2 дни цели дена и ние имавме реакција за самата епизода или за 7 минути и 40 на секунда. Ама добро, ова може као кога разговараме нели изминатата година, ја на пример пред некое време, додуша тоа мислам беше крај на годината кога се спремав за новогодишната епизода што имавме, седнав да ги разгледам некои од видеата што сме ги ставили уште на самиот почеток, првата епизода, и не може една-две минути максимум може само да слушам. Не, ја имам, сите кога се слушаме гласот, сите имаме одбивност на нашите гласови, а ова беше друга одбивност која што гледам колку сме ствари лоши на самиот почеток. Се сеќавам втора епизода која снимавме, ни требаше едно 5 сати да снимаме, пошто почнавме, збориме и ја во еден момент реков, окей, ова не обива, готово, почнуваме од почеток, си дадовме, не знам, сат време пауза и пак се вративме, направивме епизодот сат и 45 минути. Да, класика. Ама тоа беше поради тоа што прво, мислам дека сите имавме некој као страв, или не страв, туку едноставно не бевме опуштени во самиот старт. Авангардни сме. Баш. Да, ма не си во некој во комфортна зона, пошто прв пат нешто такво правиш, не си бил прв пат во такви околности, треба време да се навикнеш. Многу беше интересно, поготово кога не знам кога беше кога сватив дека окей, готово, кога навикнати сме, ама сега на пример епизоди, ако гледаме последниве 3-40 епизоди, мислам дека многу поразлични се, поготово ако ги споредиме со оние првите, просто причина што тоа што кажа, гостите ни се поразновидни, кога не се само гости од правен факултет или од наши колеги студенти, не е само Боро, кој што 6 пати го имаме до сега на подкастот Викано, туку имаме различни видови на дискусија и ние као ние домакини или ко-хост, не ми се свига зборот водител или водителка, не знам, не му одговара на подкаст. Ама да, и плюс кога ја додававме Катја и сега Зорана и Мартин, мислам дека доставаме подкастот на едно ново ниво и сега да навлеземе у тоа што сакаме да направиме за следната година, да прераснеме она Јустинијан што ни е у името, што ни беше у името и да станеме нешто поеќе од тоа. Како вие, например, го гледате ЈЗ going forward? Мислам дека сепак нашиот алма матер е Јустинијан, али ако наистина сакаме да допринесеме кон поширокиот дискурс и всушност маневрирањето во дискурсот и со дискурсот, тоа мислам дека ЈЗ е можеби треба да се насочи во таа насока. Без разлика дали сме ние или пак се некои други. И мислам дека веќе го направивме тоа пракса што го збори Донав. И дека веќе во пракса и така како го имаме надраснато тој Јустинијан момент. Да, можда почнавме така, ама е време да продолжиме, да треба да знаеме кога да напуштиме некои работи. И мислам дека генерално нашите теми сега се многу поопширни и соопфатни, за да можеме да се
лимитираме така на теми само од право и политика, бидејќи стварно почнавме да опфаќаме многу поголеми општествени проблематики. In retrospekt, dobro je ono što imamo u biото na Instagram, pravo politike se Сега сме поише Сега- тоа измеѓу. Да. Јаза треба да биде, значи во иднина треба да стремиме и веќе почнавме да јаза да биде по-инклузивно како и содржината која ја презентираме пред јавноста, како и допирот кон самата јавност да биде по-инклузивен. Исто така би било интересно да се види и да не биде само коментирање, туку и да се фокусираме и на информирање на јавност. Значи сепак е поразличен контент и е потребен. Да, едно мислам, многу планови имаме дефинитивно доста идеи, некојаш има повеќе идеи кои што можеме да направиме. Проста причина што 6 луѓе сме, 24 сати секој има од денот и немаме сите време да правиме се, ама една од работите кои што може да стремиме следна година. Сега, корона може да прави проблем, ама е да почнеме вака некако да се собереме, бидејќи мислам дека не знам колку снимаме, ама ова сега што го снимаме многу не е стилот подобро тоа што снимаме на Zoom, ама самиот разговор тече многу поубаво и се сеќавам со Донев тоа зборавме како замисли уживо кога ве сме кога можеш да се уфрлуваш у некој која збора така да абсолютно како те технички има многу истражувања дека на Zoom бидејќи ти гледаш само фацата која што е директно во тебе, како ти е активирано и fight or flight нели респонс на организмот, така што како многу е по intimidating и како пострашно е да се гледаш на Zoom, пошто како не знаеш како да реагираш, па него гледаш човекот. Се дехуманизира самата дискусија, што се дехуманизираме ние. Да. Да, и не сме научени на таков начин на разговор и комуницирање со луѓе. Мислам, цел живот сме научени на вака, да си разговараме во какви да било околности и наеднаш сме дојдени во позиција да мораме преку компјутер на Zoom да разговараме за какви да било теми. Да, и замисли некој ако има послаб интернет или нема уклучена Точно. камера и не можеш да го видиш што прави, поготово сега ако некој не гледа, например, ова го гледа, не само го слуша, може да види сите како реагира. Додуше, Посебно кој губиш снимката, како да, мислам ни требаше малце време да сватиме дека треба повеќе луѓе да го снимаат истиот разговор. Да. Ама од кога свативме сега секогаш имаме двајца што снимаат, тоа полесно, мислам, полесно е од она нема да секогаш има бекап, ама потешко е за мене да вклопувам да ставам различни фајлови. Ама не, мислам, едно од предизвиците освен короната е тоа што на пример сега моментално го снимаме со една камера, имаме еден не е половичен, ама еден онака сосема дефолт микрофон кој што мора да оставам у лаптоп за да фати нешто и звукот нема да биде онака професионално. Мислам дека некојаш ако додуше, окей, што самиот сега одлучивме како квалитетна содржина, там квалитет на самиот звук и мислам дека е соодветно за студенти кои што Да. колку стереотип се ресурсово до некој степен и кога ги искористуват работите што ги имат. Тоа технички е дел. Да, тоа и ќе кажам матрица. Тој ќе кажав јас сега се согласувам комплетно многу. Иако да може да самиот квалитет може да не е толку висок, но самата као оптикс на као така герилски по дефолт еквипмент ми е така по-интересен и по Democracy Now на Еми Гудман, оно што е милионската кутија, као започнала слично нешто вака, као они биле public access radio у 3 држави. Мислам, не, тоа го зборам ја од секојаш, као има потенцијал ова што правиме, ама немаме време за мислам и ова сега се шалев уште на семејот да не беше короната и зумот и никогаш немаше да снимаме 70 на епизоди. Од проста причина што не можеш секојаш да се договориш у исто време сите да бидеме на исто место уживо и кога си на Zoom е лесно, па не правиш ништо реално, дома си. Посебно дека беше полицискиот час. Да, кликнеш на линкот си таму и полесно.
например, гости, например, ако имаме, многу потешко би било да ги договориме сите да дојдат тука у канцеларија или било кај ќе снимаме. И тоа мислам дека уште од старт ни дае некој буст, ама како поминува повеќе времето, тоа малце и не кочи, за да се качиме на следно скале. Логистички е корисно, ама во однос на квалитетот на содржината и формата, не. Да, Ставаме на кантар сега. На почеток не беше тоа победно, логистиката, реално, бидејќи немавме реално квалитетна содржина и на форма, затоа што нели, реално, почетници, да. Ама сега, кога веќе до некада ја усовршуваме и содржината и формата, и логистиката треба да следи. Да, и тоа е, има некојаш момент кај што, окей, содржината мислам дека ни е квалитетна моментално, као реално интервјуата кои што сме ги имали и самите дискусии кои што сме ги имале, се вреди да се слушаат, као некој... Фала на политичарите што не се вреди да се слушаат, до тој стил као некој да не дознае сега да пушти да опушти интервјуто со професор Дамјановски, као ќе почне да не слуша поради тоа интервју. Почетокот можеби и не толку, но сега да кажам, постои момент кај што ќе станеме премногу као удобни од тоа што правиме и тоа ќе не спречи да идеме нагоре. И тоа мислам дека сега моментално се случува со нас и затоа е убаво што од оваа епизода или од ова видео, од ова не знам, некое специјално известување или видео од нас се ребрандираме и нема да биеме веќе Јустинијан збори, туку ќе биеме ЈЗ. И мислам, ние ЈЗ се викаме веќе меѓу себе интерно, уште кога почнавме речиси, така некако си окажуваме, ај, кој ќе снимаме ЈЗ, или кој да викнеме на ЈЗ, или овој треба да викнеме на ЈЗ. И сега, поради тоа што каже Кате, не сакаме она Јустинијан да биде да не кочи у самото тоа како луѓето ќе не гледаат, а и како ние може да напредуваме, од друга страна да пробаме под ЈЗ да идеме на следното нешто што е пред нас. Се дали тоа ќе значи дека секогаш ќе имаме видеа и вакви епизоди? Најверојатно не, барем не сега, чисто корона и самите можности како сега го снимаме ова неколку недели пред самото видео излезе, пошто Тромбе нема да биде у Скопје цел месец. Да пратам известување до Венко побрзо да се вакцинират луѓето за да јадат да снимаме живо. Ако може да спаднат национален може, реално. Ама тоа ќе биде сегаш предизвик и сега следната епизода најверојатно ќе иде на Zoom пак, ама треба и тоа ќе едно... Никогаш нема да усовршиме потполно логистиката и мислам дека и не смееме кон тоа да се стремиме, затоа што само ќе направиме еден потrebен чекор назад. И не мора, и кога ќе почнеме со физичко присуство, не мора да се форсираме да набираме таму. Да. Јас секој од нас. Да, и да не е само сите заедно кога сме. Дефинитивно. И мислам дека тоа ни е едно главниот плюс или главната предност во моментот што Донев на пример ако не напушти сега што ќе не напушти, ова му е последна епизода на Донев. Спойлер алерт, ама последна епизода на Донев му е како еден од ко-хостите. Не дека не сака веќе Донев, иако и тоа е можно, туку едноставно се формира усуса. Јас сум навреден. Се усекам кога да правиме муабет со деца околу развод. Не е тоа важно за нас. Уште се сакаме многу. Да. Ама мораме да дефинираме нашата врска. Поентата ми беше може ли тоа, ама не и сега. Сакам да кажам дека Донев не напушта, сега ќе остане Донев секојаш дел од ЈЗ и ќе бие позади сцените. И ќе биде дел од нашата серија. Нека, сега ќе бидам тука, нема да бидам на камера, освен може би како гостин, затоа што као... Што сам се храним. Уште не напушти сам се храним. Не, јас знам која ќе Донев, која ќе ми се приклучи па да биде конференц, која ќе имаме одредени гости, која ќе ги издае Донев на кои гости мислам.
Ама не, што сакам да кажам, што ми беше поентата со ова? Поентата е и донев да не напуши Тромбе, кате јад сега да ми, као едноставно немам време да работам. Донев председател или ќе стане дел од комисијата за наука на УСС и ќе прават студентски конференции и милион други работи. Едноставно, сите имаме 24 сати у денот. Надежно ако до моментот на објавување на епизодата случајот се конституира УСС, надевам се. Па затоа викам, од оваа епизода иде, Да. ти даваме цел месец. Ако пропаде се, враќам Ама да, као предноста ни е тоа. Имаме луѓе кои што као интервју снимаме, еве, пред некој ден снимавме интервју само ја и Мартин, или ја и Кате, или Тромбе и Донев вие кој снимавте со Јанаки, за марихуаната. Као и со да, психологот од Да. Орце мислам. Да. Ама бе, тоа ни е предносно, што не секој мора. Сега убаво е сите кога сме заедно многу поинтересно е нормално, ама треба да настојуваме да. Секогаш е добро да иде на вакво нешто флексибилност што ја имаме. Да, и поготово кога иде стана збор со гости, Да. едноставно не можеш сите да биеме веќе. Мислам дека нешто што треба да коментираме е фактот што као разговорите после снимањата кои што за жал не ги снимаме, бидејќи или се премногу интерни или се премногу контроверзни. Ова мислам дека едно вакво не за буквално ова се Се што го прекол збориме. диваc, кариерата политичка му заврши пред да почне. Ова, окей, сега снимаме и у глава размислам ова, не знам кој би сакал да го гледа, ама мислам дека е доста добро. Па не знам за вас. Што мислите? Барем ние ќе си го гледаме. Да, Забавljаме. Некој некогаш некаде ќе ни го изваде, као што и да бидеме во животот, као може би црни кампањи, но мислам дека као имаме Smear campaign. доста оправдување бидејќи као Принципно. Да. Ти кога беше Да, тоа добар ќе изговор? извадат нешто, млади Има бевме. уште многу кратко да се вади на тоа. Ради, Како е магистерска? Студентски Да, материјали. затоа сум сега некој нека изведа, може да се извадам дори сум студент. Дали видео ќе биде one take? Па мислам дека идеме кон тоа да идеме one take. Пошто реално, окей, го почнавме видеото со идеја да трае 10 до 15 минути да биде онака кој што, знаеш, ексклузивно специјално видео, затоа у старт не знаев како да најавам, а секој што снимаме, мислам дека ова е епизода на подкаст кој што едноставно идеме сега до кога завршиме да разговараме. Па ќе се вратам за минут. 20 minutes later. Кате ни се врати, кате зошто? Да наздравиме за смртта на Језа, да на Јустинијан зборе и за почетокот на Језа. За разворот со Донев. A farewell to Dogger. Па ајде тоа да наздравам, ја не пијам, ама еве ќе наздравам за Донев и Јез. Живели. Ама не, баш ја што кажувам ова, не знам, имавме малце проблеми со видеото, не знам како ќе менеджирам после тоа како ќе изедитирам, ама да, као дај ќе завршиме епизода, ќе трае сат време колку и да трае. Оно што сакав следно да поразговараме околу гостија. Кои, на пример, дали има гостин кои што мислите дека нема шанси да го имаме, го имавме на подкастот, и дали има некои кои што мислите дека нема да биде нешто вау, ама уствари ви онака очекувањата ви ги Јас имав, сидат. не уопште немав ниски очекувања за култура бета, ама имав други очекувања да речеме, и дечките тотално ме запрепастија позитивно, само бев огромен шок колку добра епизода беше тоа. Пошто очекував да не го постува парно да биде, така бидам искрена, но природен тек имав на некако со нив. И многу убав муабет се направивме за све и свашта, не само за култура бета, него генерално убав За муабет. културата у Македонија. Да. Тоа ми беше многу интересно, искрено и неочекувано, ама тотално огромно позитивно изненадување. За мене изненадување беше што опште ги добивме Тимче и Мила. Бидејќи као
Посебно за време на избори, као да не беше изборен И тоа период. крај на изборна кампања. Да, Зашто едната најжестокиот период пред крајот на кампањата, мислам дека као иако Иако Тимче и Милани се не се на црната листа на подкастот, ама там ќе негде. размислиме за втор пат пак да ја викнеме. за втор пат не затоа што не беа добри, као супер беа, али као искрено Не го споделија подкастот кај нив на Facebook и Instagram. Ете, тоа беше причината. That's the elephant in the room. Не, пошто реално еден од Додам, начини дали е тоа причината за разводот вистинска? Не. Дали за тоа не напушти? Дали- Кажи ни. од кога нема споделено епизода. Па кога така, јас сум го да пуштил подкаст некаде после 10 април. Не, луѓе. Не, као Тимче, ова со споделување на социјални медии, некогаш ми е интересно зашто некои гости не би сакал да го сподели, ама навистина тоа е еден од клучевите зашто како на пример јас би станал нешто повеќе, едноставно треба повеќе луѓе да го слушаат. Зборевме тоа и пред снимање, као подкасти кај нас не се слушаат. За жал не е тоа не еве и ова сега што снимаме реално. Кој би седнал саат време нас да не слуша како се разговараме за тоа што сме направиле изминатата година. Ама мислам дека има поголем потенцијал да се навлече некој на подкаст ако го види од некој негов кој што знаеш ако нешто споделиш, вали го препорачуваш, зависи сега со држината, ама тоа. Тоа ти некој гостин на што ти изненада или што? Изненади тука го делиме мислењето со Донев. Стварно се изненадав дека Мила и Тимче ќе дојдат баш во такво време на сред, тоест не на сред, на крајот од кампања. Тоа ме изненади многу позитивно. И баш ми е мило за тоа интервју, пошто мислам дека поведовме по инаков начин интервјуирање со политичари кои што се во кампања. Не разговаравме за некои драми кои се случваат, кои ќе сада да слушнам, не знам, Луи Витон, Чанти или какви да не глупости што немаат апсолутно никаква врска со реалната ситуација на граѓаните, туку зборавме за стварно за некои проблеми кои што ние барем сметавме дека се од круцијално значење, се многу битни. Тоа да изслушаме политичари. Јас се упресив тоа policy talk over political talk. Да, policy over, да. Па тоа е као јас се сеќавам на првите некои предавања кај мене на политички, тоа беше поготово на англиски која е. Тоа беше као окей, што е разлика помеѓу policy и politics. И тука мислам дека се крие зошто јас уопште го правиме. Не сакаме да збориме за дневна политика, иако некогаш не знам, ќе се нашалиме зошто немаме вакцини или што се случува, не знам, у Штип или било каде. Ама Флорена Балкан. You heard it here first. Ама не, некојаш секако мора да разговараш да се нашалиш, пошто реално ако не се нашалиме ги треба да плачеме. Ама тоа и затоа сакаме да разговараме, не знам, затоа го имавме Јанаки да збориме со него за марихуана, не Заев или некој од СДС, со нив да збориме за марихуана. Или, не знам, има милион такви Да работи. си користат нивни talking points и така натаму. Да разговарат со Јанаки беше многу поприродно. И многу поинформативно и покорисно. Јанаки беше машина. Јанаки беше најакиот. Мене, онака кога ги гледам, мене ми се, не знам, може recency bias малце, ама дефинитивно последниве неколку недели, некаде од кога ги додававме Зорана и Мартин, кога ги имавме и политички кај мене, навистина интересни работи. Бијација се чула, ама дали беше со Влора или со професорот Дамјановски или со Викторија, кај што зборевме за изборни системи. Онака, баш интересно ми беше, бидејќи некој ќе те праша, окей, што ќе прави сега ти со политички, ако имаш, не знам, ако имаш завршено. Ова е буквално, па ние седнуваме, разговараме, или седнуваме и пишуваме јавна политика, кога ние сме позади сцената и сега имаме можност тоа да го искажеме, да збориме на микрофон, некој уопште ако не слуша, да не слуша, и оно што сме го научиле да не остане само на теорија која што сме искористиле да положиме испити, туку у пракса нешто да направиме. И тука мислам дека е клучот. Не мислам дека како тие епизодите што направивме за
за политички систем, изборни системи, Мгм. као бидејќи сега има предлог закон за една изборна единица што е влезена во собраниска процедура, така што ќе we were ahead of the curve on that one. Душе, окей, кај нас се збори за политички системи Да. на секој неколку месеци. Да, но као actual предлог закон сега се доставувача, као има си своји фаминки, може би треба да викаме доста. Чекај се, ти не ли си идеш од подкаст? Може би. Не, окей, ова е убав вовет. Обичам патриархален алфа мажјак. Го напушти семејството и уште мисли дека Да. може да одлучува. Политички тенденциозен сексист. Окей, ако некој не слуша, а не ги разбира оние интерните шали, извинете, ама што да ви правиме тоа? Донев објасни зашто си политички тенденции. Да, свагај, време е да објасниш зашто те нарекуваме I политички plead тенденции. the fifth. Некој во Америка нема тука фифт. Има право Немаш да во ова просторија немаш Не, право. не. Ова е амбасадата на ЈЗ, наши закони важат. Така. на која земја. На ЈЗ. Немаш Нема федерални ништо. права, А немаш. Немаш презумпција на невиност. Има презумпција на виновност. Не, при презумпција на невиност се исконит с норма на меѓународно право, така што као Окей, ништо, следно прашање. Следно прашање, кога збориме за гости и теми. Кој сакате да видите на ЈЗ? Ево, ще да нагледа. Кајл Колински. амбиција. Ате? Онака сега на спот ве ставам, али... Тоа е тедна спот. Но плача. Плача Димитров. Да, веќе колку, неколку месеци збориме. Ај, ти као слушател, као почесен член на ЈЗ, кој би сакал епизода да слуша? Ја мислам дека сам да слушам епизодата со професор доктор Љубовир да не го срачува се. Со титули, со Попаси, го избра за лидер. Така и што... Интелектуален Знам гигант. дека му го зимаш местото на Зумро полека. Во number one си го Да. Не, може да кажеш Зума не го слуша ова, кажеш... Добре, ја мислам, не знам, сме збореле за политичари на подкастот, повеќе да јаваме, знам дека има некои кои што никогаш не би ги викнале, ама сакам да направим интервју со председател Пендаровски. Мислам дека моментално, ако има личност или политичар кај нас, од било која партија, од било кој... Било каков интегритет. Да, мислам дека тоа е еден од подобрите, реално. Да. Може би нема толку голема, као реално, председателот на државата не е нешто вау, кај церемонијална функција повеќе, ама начинот на кој што тој ја користи во моментов, мислам дека е дефинитивно да пофали и баш би сакал да си направиме разговор со него. Нешто слично на начин на кој што разговаравме со Мила и Тимчо, се нема да прашуваме за програма, но? Специфично затоа што и Пендаровски од Јустинијан први Има завршено дефинитивно. Таа конекција на некоја колегијалност, мислам дека као ќе придонесе за добар модел. Да, ама и гледайте, многу поинаков профил на самата функција председател ја носи со другите функции како пратеник, премиер и така натаму. Баш председател треба да биде она неутралната фигура во државата што треба да ги спои на некој начин Двете двите граѓани. страни, да. Са дали стварно тоа се дешава во реалност или не е друга приказна. Ама пак председател е како добра личност да се викне да се разговара на некој прашање. Мислам, ја не знам, ќе пробаме валјда снима уште ова. Ама ќе видиме како би било и дефинитивно интересно нешто да се направи со него. Има и други кои што би били интересни онака за викање, ама Пендаровски е еден од моите први пикови, ако можем ваком да бирам кој сакам, освен нели оние Жижек, Чомски, Колински и останатија. Би било интересно да се. Што мислите,
Кате некој зборавме, баш кога сега зборавме за проширување на ИЗ, кога ги додававме Зорана и Мартин, ја дадов идеја дали да размислиме надвор од Јустинијан. Нели сега веќе и официјално идеме надвор од Јустинијан, нема да биде само луѓе од Јустинијан. Жал. Што мислите, не, прашањето ми беше дали има можност некој друг факултет да земе пример од нас. Нема да биде Јустинијан збори, може да биде нешто, не знам, на филозофски или на филолошки или на некој друг факултет, нешто слично да направи како ние што направим. Дали мисли дека тако нешто може да се деси или Мислам дека може, ако си има малце поиша мотивација и доверба во институциите, да ги кажаме, и организациите како авангарда. Затоа што сега мислат дека немаат платформа, затоа што да бидеме реални, студентите кај нас се доста скептични во однос на се што е ново. И сега наша задача да негде да докажеме дека авангарда е за буквално секој и дека може да го направат истото, а мислам дека и како има некоја и клима и мотивација да може да се деси вакво нешто, барам на уште 5 факултети. Ако не се факултети, барам катедри. Тоа што е филозофска филозофија за пример, не може на цел филозофски да имаш ти еден што ќе ги покрива сте теми, пошто е многу различно од не. Аудиторија, психологија, безбедност Има доста. Не, мислам дека интересно е, едно се сеќавам баш во првата епизода зборавме што сакаме да направиме со ЮЗ, тоа е да дадеме пример дека и други може тоа да го направат. Мене секогаш ми е интересно и онака и сме имале луѓе кои што би рекал ќе зошто не викнете некој кој што од другата страна што не се согласува со вас. Сме викале, ама реално тоа не ни беше целта од самиот сак. Не сакаме да му даваме платформа на некој на кој што не се согласуваме со него, туку напротив да ги инспирираме сами да си креираат своја платформа. Секако сме имале луѓе кои што биле на подкастот да не сме се согласувале до сега. Еве јас ќе кажам нешто околу тоа. Десницата кај нас освештено знаат да ја да буракева, да речеме, културно, не знае ништо продуктивно да прави. Мислам дека единствениот мотив на десницата му е triggering the lips. Ништо друго. Okay. Таму е корена на цел мотив за нивно делување. Не, они се они се раѓаат тригернати. Значи се раѓаат тригернати, скачаат од една жена и викаат што прави оваа за феминистките. Тоа е интересно и како, еве, ќе земам Бојан за пример. Не верам на гостите. Го ја напиша она статија против нас, која што беше онака за никаде, кога немаше некој главен аргумент. Не изгледано се. Немаше митничка вредност. Ама, одма после тоа ја му пишат као дај направи нешто, пошто нели главното беше као зошто на пример авангарда како студентски медиум или УСС поддржува и шири комунизам, источен комунизам или нешто како го нарекол. И буквално ја му пиша, викам дај направи нешто, дали тоа ќе биде статија, дали подкаст, дали видео, прати ни го ќе се стави на авангарда. Тоа беше некаде април минатата година, сега сме април 2021, нема ништо направено. Десничарите да не беа мрзливи, ќе беа левичари. Да. Пошто така ќе направи она the groundwork и ќе свати оствари дека не се управа. Може се друг алика, тоа со друга тема. Дали ќе ви Подраго ми е. Подраго ми познал дека Донев нема да ги Избачени си од куќу велика. I know you will miss me. Кој ќе ви кажува што е Јут Коген норма? Нема да ни донеси леп дома. Филозофската основа да сите ваши ставови. Добро, сега не со толку по психологија, или да бев можеш и тоа. Мене ми знае кој да Спеки, еднаш ми не знам зашто снимавме. Јас ја објаснувам нешто како што се дешава во Америка, нешто
не знам зашо беше и додев, јас се објаснувам со намера да се направи убав клип, кај што убаво објаснување за луѓето може стварно да разберат нешто и додев ми влезе у збор и почна да ми објаснува, ама не е ова е. Да, значи беше за демократите и републиканците, кога зборавме за RBG. Добро. И Донев објаснуваше, ама не се републиканци и демократи, него се конзервативни или морални. Значи луѓе од правни стои се доказва тоа ви е. Ами јас си ги плачам, тоа ви е. не. Добро, тоа кажува дека Донев ќе прави пари во животот, а ја димар. Ние ќе се останеме. Јас и кате да ќе флипаме бургери. Не. Следната епизода на ИС, кате Том ме припадна. Ќе правиме пита бурек. Не почнувајте. Нема место, нема среда. Луѓе не почнувајте со Има ќе ме нападнат по санкција. Не, добро, таму ги подржавам. Да, не, принципијално Бурек е, да, историски со месо, но мора да има прогрес. Да, иновација. Ама тоа под претпоставка дека концептот на бурек е инструмент, има еволутивен процес. Значи, како може да се важен културолошки елемент, да нема. Добро, има некои работи кои што се толкуваат рестриктивно, а други се поопширно се толкуваат. Пример, Европската конвенција за човекови права. Пушти куче. Молим се. Ово е таа епизода кај што всеки си каже. О, добре. За нова станува епизода. Ама, начинот на кој што Донев може да зема било шо, па макар тоа било и јадење бурек со месо, И да го направим тоа блосадно. Зборица, декларацијата на човека. Конвенција. Небитно. Уште требаше само уште Елена Розвелт да ја спомнеш како го напишувала. Ама не тоа Не, ама тоа е универзално, јас зборам за Европска декларација, што е регионален. Има разлика, Џоле, значи треба да се информира. Сериозно. Едното е универзален модел, другиот е регионален модел на Да слушаш, процесите на право. човекови права. Ова еден убав тренер од епизода кој што или ќе биде премногу добра као луѓето actually ќе сакаат да слушаат тоа или ствари ќе пиеш епизоди или именно за 30 views на YouTube ќе биеш као сите там знаат. Не ми се што го стимам во уживо, затоа што секој што некој од тие работи за Zoom сите траат, а сега Па на Zoom мислам е проблемот што сите сме мутирани, ама и нон-стоп има некои background noises и треба да биеш уствари. Ти си главен цензор. Да, да бидеме искрени се. Свена волја мутира. Добро на ја ти минута. Да. Добро, аз мора да ме мутирам поготово за време на интро, пошто не може едно интро славански да снимам поради. Значи тоа е твој проблем. Ти ако не можеш својот фокус да го одржиш, така да. Self control, ние се трудиме да ти помогнеме од self control. значи ние сакаме да еволираш ти Да. во уште подобар хост, со тоа што нема да дозволуваш надворешните влијанија да ти влијаат на твојот перформанс. Ама ти дозволуваш, не сакаш да еволираш. По personal growth. Да, мислам дека Се противиш на прогресот. окей. Наместо да го земиш прогресот, ти нас не цензурираш, што е контрапродуктивно. Апсолутно. No comment. Абсолютно. Ајде сум кон Донев, please. Ова е еволирана форма на палењето книги. Shots fired. Чекай, како поминавме од Донев до мене, сега
Кој следеш? Епа, не. Тркалото, впрочем, како бурекот што се врти. депсија. Назад на бурека. Особено пица бурекот. Да. Да. Тоа Да, дефинитивно. да, Многу да. беше јако после тоа што зборав од пица бурек. Пита. Не, Пица бурек е Пица, пица, бурек. најдоброто нешто што е измислено. А што е пита бурек? Па не е бурек скроз, него Тука е пита направено. Пита со пица. кампаница. Вртена пита со шунка и кашкаво. И кетчап и печурке. Значи што со шунка качкавало со само друго. Тоа морам да го разјасниме. Како што Дурак објаснуваше за човековите права и конвенциите репарациите, јас ќе ви објаснам за бурекот сега. Добро, значи така да кажеш дека концептот на бурек ја прифаќа доктрината на жив инструмент. Да, А дали под жив инструмент мислиме дека постојањето на битието на бурекот е флуентно? Не, доктрината на жив инструмент е правна категорија. Кај што секоја генерација си пресудува сама за себе си ги толкува веќе постоечките концепти и одредби за времето во кое што е тоа го праве Страсбуршкиот суд. Several bad puns later. Океј, последен дел од епизодава, мислам колку? Една снимавме, застана камерата, втор пат снимавме, кате донесе пијалок. Трет дел, и ја имам нешто да... Не знам колку камерата ќе фати. Сега. Ова е брамена слика на нашиот маршал. Ова е слика од првата епизода, каверот на првата епизода на ЈЗ, shout out to Артизам и Иво кој што ми ја направи. Не знам каде да ставиме. Ја закачиме после у канцеларија, е до нас, почесно, ама колку мисли, ова ми е, ова сакам да направам чисто да се стои прва епизода, сега се погоди да биде Боро, ма упс. се деси. Дали мисли? Дали како така се погоди? Па не, гледај, мислам дека он е еден од оние кои што највеќе ни помогна чисто онака кога немаме гости, него ќе обикнеме или самите гости као Мила немаше да дојде без Боро да се уклучеше у целата она организација да ја донесе, ма колку мислите дека е важно такви некои луѓе досегашното работење на ЈЗ и Но и затоа мислам дека тимот на ЈЗ не е само ние, туку тоа ми тикнува на честитката за нова година што и на епизодата за нова година што направивме. ЈЗ е многу поише од нас четвореца и ЈЗ буквално на цела мала комуна. На луѓе као Боро, као не знам Ната, као кој друг? Ангела, Ангела, Дени, Зумра, да. Генерално поддршката. Сите околу нас. Да. ова е некој начин за благодарување. Не, ама мислам дека доста важно. Фала ви што ме трпете. Ако воопшто не слушате. Чисто сумјам, ама... Не мора да слушате, да остават да го трпат нашето постоење на... Ова е многу екзистенцијално. Да, пак навлегваме. Тенка ли Сака да кажам дека, еве, барем за мене, ме мотивира тоа што има луѓе кои што не поддржуваат од текот на целиот овој процес и гледаш некојаш кога мислиш дека си направил лоша епизода или никој не ја слушнал епизодата, што сега кога кажам никој као мал број на слушање има и на кликови, ама тоа што имаш некои луѓе кои што ќе ти пишат или ќе ти стават коментари, ќе ти каже супер епизода, браво, као Shout out до фокус групата. Да, имаме фокус група. Ама тоа е доста важно, мислам дека тоа една од причините зашто издржавме толку се токму тие луѓе кои што стоја позади нас, некои целосно позади сцена, некои никогаш не биле на подкастот, ама не поддржувале од самиот старт, мислам, Боре, уште 6 пати, колку? 6 пати плюс уште неколку пати на лайв. Нашиот инфлуенсер. Сега уште него треба да убедиме поактивен да биде на социјалните мрежи. Ама дефинитивно е многу важно и тоа е едно
од работија кои што може да видиме како понатака би можеле да вклучиме повеќе луѓе во самата работа. Не може ли не на ама да ги поттикнеме и они нешто да направат, бидејќи сигурен сум дека има голем број на наши познаници и пријатели, а и некои што не ги познаваме и ова таму некаде завршивме минатиот претходниот пат кога се зборевме, како да ги не инспирираме, туку да ги поттикнеме оние што можеби не слушаат или само знаат за нас, да формираат нешто вакво, кај што не знам, не мора да зборат за политика, као има и јаза веќе, не морате вие да зборите за политика, не сакаме конкуренција, да се разбере. Немаме конкуренција. Монопол сме. Направите нешто за, не знам, за филм, за музика, за спорт, за историја, за било што ве интересира, направите нешто, не успе, ама дајте му шанса, као не може, као реално. Бидете едно присуство плюс во дискурсот. За студентите е многу важно, за сите студенти, да бидаме барем некој од нас присутни во тој дискурс. Најубаво би било сите, ама реално тоа не се дешава. Затоа бидете вие тоа присуство плюс, макар било 1, 2 пати, 3 пати, 5 пати, 30 ако ви тргне. Ама бидете тоа присуство, зашто да не ги имате платформата, ја имаме сите ние платформата, реално, ако сакаме ќе го најдеме времето, значи сите тука сме ангажирани на 650 страни, ама е многу по rewarding искуство, кога гледаш дека правиш нешто за колективот и некоја виша цел. Тоа мислам дека Може да ти признам нешто? Намерно не ти тоа збори. Ѓорги да ми изваде локал пеп топ from cut. ова ќе дека не, сакам да се надорам на ова ти што кажа дека премногу е точно и мислам дека ова го зборев нонстоп кога зборев кога бев усредно како if you don't want to do something you'll find an excuse, if you want to do something you'll find a way. Као ако не сакаш нешто да направиш, ќе најдеш причина зашто има милион добри причини. By the way, не мора секогаш да биде лоша причина, може да биде стварно добра причина. Ама ако сакаш нешто стварно да направиш, ќе најдеш начин како да направиш, ќе најдеш начин, не мора да биде уживо, еве на Zoom ќе идеме, не мора да пуштаме камера, не мора да иде YouTube ќе идеме аудио, бидејќи не секој има, кате има проблем со лаптоп нема дома кој што е функционален убаво да направи. Ама ќе се најде начин да се истурка работа за секако нема се да успее. Има нешто што колку и да е добро, едноставно има причини не може да успее. Ама ако не се почне, тоа значи дека нема да успееш од старт. Тоа е политичката кариера на Димо. Завршена уште не почна. Ама Продолжава да збориш влијание. Да. добро се надворешни, ама и самиот цирка. Никој не го тира да пее за Никола Гревски. Дали мислите ако ја пуштиме песната ќе имаме копирайт на YouTube? Не, вето ставам. Ова е последно вето од Донев. Мислам дека јас го држам правото на вето. Дали, Да. одред да цитирам. Да не влеземе. Ајде, да бъде за правото на вето. сакам нешто, добивме едно прашање кое е на Инстаграм пред некој ден, за дали ќе сакаме да правиме дебати на подкастот. Мислам малце го адресиравме ова преска, ама сакам малце полако да навлеземе, зошто на пример, за да не испадне дека сме цензори, иако јас сум тој цензор кој што едноставно одлучува кој што ќе влезе и што не. И тие се тие стенинички методи. Ама зошто на пример, дали сакаме уопште, дали вие сакате дебати на јазик? Ама гледајте, имаме веќе и некој преседанцото, пошто ги имаме водено и дебата на правен за председател, на медицински за председател, на фейт ако не се лажам така. Да, на фейт, да. Можда ти беше не беше како јас, ама сепак имаме некој искуство во ова и добро изгледа. Мислам дека се прилично популарни, прилично луѓето ги гледаат и добро е да има такви некакви дебати на некакви теми. Мислам дека генерално дебати се окей, само што као сигурно нема да биеме во стилу на само вистина, кај што дневно политика. Ние кога правиме дебати ќе биде
ја мислам би нешто посодржинска и по неодмитлива тема. И суштински значење. Суштинска тема, не е као, не знам, Луи Витон или Чанти Манти. Не, мислам дека да, окей, ние поставивме нека преседан со председателскиот дебати на ПСС, ама мислам дека јаза у суштината не е дебатно шоу. Да. А дека сме четворица будали што сакаат да многу да зборат на многу теми. И тоа баш не влага у формат дебата, затоа што треба да се изчака ред за дебата. Ние не ќе го правиме тоа. For opinion. Не се плашиме од дебата, као знаеме, Да. као сакаме дебати, ама едноставно јаза не е местото кај што сакаме да ги правиме дебати. Свесни сме дека премногу збориме и дека сакаме премногу разбориме. И тоа е тоа. И ете вика се викаше, Ја ја збори, ја ја дебатира, сега сме јаза, не јада. Мислам, пак ќе има, кога ќе дойде време за ФСС и УСС, секако пак ќе не убедат да направиме Да. нешто. Мислам, убаво и луѓе да знаат повеќе за тоа од различни факултети, тука мислам дека е еден од начините како да се испромовираме ние сами на различни А факултети. и убаво е да учествувам такви процеси генерално. Да. Да. Ама, и како тип на подкаст, мислам дека за нас е важно да учествуваме во тие сите процеси. Ама сепак да тоа ни биде почет формат, мислам дека е контрапродуктивно за нас. Да, не, мислам, убаво би било како екстра контент да ги имаме дебатите и убаво било да имаме дебати со луѓе од најразлични факултети, од најразлични со најразлични околности за едноставно ричат да ни се зголеми и да видат луѓето дека не сме само заглавени направени, дека се интересираме за други проблематики на други факултети. Тоа е ребрандирано, за Да. да бидеме истини. Па да, затоа идеме и го правиме и за нема да биеме као ќе сакаме уште Јустинијан као ќе ни се испуштува Јустинијан збори до некаде, мене највеќе. Мислам дека Добро на вас политички нормално дека Да, сакате. ама не, тоа е као и плюс ако сакаме и сме викале сме имале на подкаст луѓето кои што не сме се согласувале, тоа кажа ќе кажеш. Ама нема да идеме класично на дебата да ги даваме шанса они да се искажат. Ние ако ти кажеме мислење у разговорот ќе си кажеме, ако не нема да се напаѓаме и надвикуваме, бидејќи сепак сакаме окей, подкаст е сепак, не е дебатно што, не е само Подкаст и студентски подкаст. Да. Тоа е многу важно да го задржиме тоа. Тоа е, мислам дека она што најмногу не дефинира дека сме студенти, дека не сакаме да упаѓаме се у тие некои као лупави на да глумиме не знам колку професионални и Објективни, Да. неутрални. Тоа беше Што идејата. да сме? Тоа беше идејата со лайв стримовите, како да направиме една пародија на оние професионални Да, да. гледање и коментирање на изборни резултати, кај што мислам ако сте гледали, окей, првиот лайв стрим ни беше малце. Знаеш што ми текна на оној од CNN што викаше дека Еми Клобашар ќе победи околу северот на Ајова, затоа што граничи со Минсота, буквално, да. Каква валидна скрита тоа? Мислам, има вајда река, ама не е Да. главна причина зашто она ми победила. Ама тоа сакам да кажам као ние имавме лайв стримови за наши избори, за амерички избори. Проста причина сакавме да се нашалиме на сметка на оние официјални презентери или коментатори на Независни експерти. независни експерти кои ќе коментираат изборни резултати, а врска немаше збор. Реално. Баш поради тоа имавме такви некои, ќе имаме се уште, мислам дека ќе имаме вака, поготово сега уживо, ако почнем за избори, локални избори, може вака да ги следиме, као што се дешава. Ако не падне система. Пак. Донев се јавува од Флорида. Не, тоа би било интересно, пошто ја например, ја може да идам у Ново село, ти ќе идеш у Штип, Томбе од Битола ќе се јави, Кате со Зоран и Мартин ќе биде у студио. Не мислам дека најлегендарните избори за Штипјани беа овие преходните што Некој што никој не излезе. кој што ВМРО ги бойкотираше, ама го имавме, можевме да го имавме нашиот Барак Обама. Чекај, дали ти гласаше? Не, бев во Скопје. Не.
Уште еден минус е. Бойкотирач. Уште еден минус. Уште една политичка кариера. Донев да опати ова камерата, Донев не гласаше на изборите. Уште. Да, бидејќи сега го помени пак и Да, Сега он го. исто така, он не се декларира себе си како штипјанин, туку граѓанин на светот. Та либерален wet dream кој што јас го живеам. Океј, ајде да превршиме сега ова, ние можеме уште 3 сати да збориме секако. Како да завршиме? Дај, не знам, имате нека идеја како нешто интересно или? Да, не. Не, може би нешто во стилу Исцрпени на... сме до Не, интересни после, идеи. океј, последни зборови од Донев за нас и од нас за Донев. Ја ќе почнам, Farewell to Donald. ја ќе почнам, мене ќе ми фали тоа што Донев као секогаш кога ќе го прашам као океј дали овој треба да викнеме на подкаст или поготоа некоја која што он го знае и ќе каже да, ама никогаш нема да ги праша. Сега она ќе ми фали Донев из неговите образложенија и правнички објаснувања на станите, ама дефинитивно ќе ми фали неговата прокрастинација или како и да на македонски. Моето влечење за работа кој што треба да има. Другите? Мене дефинитивно ќе ми фали енергија да ќе зрачи Донев во неговите 10 минутни објаснувања за некои теми кои ќе го интересираат само него и ще тројца од Мичиген. Од Grand Rapids, Michigan. Ќе ми фали неговиот буквален латентен сексизам. Особено од епизодата за Јанаков. Кај што прв пат усетив нешто насилно кон Донев. Се сакам, ама тогаш сакам да ти стапам. Кажав ми фали дидам му гарсон, ама кидам му гарсон и ќе правим веќе за рамта му гарсон само као... Да, нека, иако нема да видам на вас на камера, како сепак се знаеме, I'm still here. Океј, сега викаш тоа, ако сега викаш. Well, нека, дури, Тоа е кога ќе раскинеш и викаш, ама да останеме другари. нека, колку Never works. колку и да ме задржува и колку работа да им со Комисијата за наука при УСС, као Тогаш има време за гарсон. секој сум тука за вас и со вас. Не, се шалиме, кога што се шалиме, наистина, Донев да не мислам, тројцата уште од самиот старт, дефинитивно и ти, Тромбе и ја, од старт после ката сега, Зорана и Мартин, било кој од нас, као секој има право да прави што сака, реално, и секојаш можеш да се вратиш на подкастот, ама вака се шалиме, бидејќи на крај на денот си се имаме и знаеме кој што се може да издржи. Сега, знам работи кои што не можам да ги кажам сега за Донев, ама кад тоа, и мислам дека ова е добро време да завршиме епизодата. Бидејќи сепак смееме многу, пак ќе кажам, не знам дали на некој ова ќе му се свига, ако ви се свига ќе продолжиме вакви работи да почесто да правиме. И не знам, седете дома, ќе кажав не идете во кладилница, ама ја бев во кладилница пред некој ден. И Следна епизода интервенција со Джона. тоа е. Донес сакаш да одиш ти епизода? Како? Готово, сечи. Стеите дома, додека не стигнат вакцините, шприцови и така дали. И почитувате Европската конвенција за човекови права. Ани да голам декларација. Само Европската конвенција. Технички нема суд кој што би ти пресудил за прекршок на Пак легваме во Готово, сечи, кај.